Прво се заблагодарам за присуството. Денеска во рамки на теренските активности кои што веќе извесен период ги спроведуваме, сме во посета на општина Неготино. Имаме средби тука со градоначалникот, со пратениците, со представниците во советот, со советниците. Исто така ќе покрај градот ќе посетиме и околните населени места, сакаме да поразговараме и со земјоделците. Она што го кажа градоначалникот е исклучително значајно. Веќе после само 5 месеци од завршувањето на локалните избори се чувствуваат сериозни промени во општините каде што ВМРО-ДПМН не предложи своји кандидати и станаа градоначалници. Општините беа затекнати во една исклучително тешка финансиска состојба. Дополнително на таа тешка финансиска состојба е и енормното поскапување на електричната енергија, која што поскапе некаде до 5 пати за општините, значи 500%, доколку претходно една општина, например, плаќала 1 милион денари за улично осветлување, сега плаќа 5 милиони денари за улично осветлување, што сериозно ги отежнува буџетите на општините и прави сериозен проблем на градоначалниците во реализација на проекти, но дури и во такви услови, тука во Неготино имаме отпочнато проекти и дополнително во овој момент се планираат проекти кои што ќе се реализираат во следниот период. Ние активно ќе следиме и се надевам после предвремените парламентарни избори ќе може владата уште повеќе да помага, затоа што сметаме дека граѓаните, жителите на целиот овој регион на Тиквешијата и во Неготино, и во Каварци, и во Демиркапија, и во Росоман заслужуваат една поголема поддршка, затоа што овој регион треба да се развива. Доколку ми дозволите, би сакал и на 2-3 државни теми да дадам коментар. Прво, она што според мене е најзначајно, а тоа е политичката и економска криза со која што Македонија се соочува. Предвадена во четвртокот, председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски излезе со предлог решение за излез од политичката и економската криза. Во услови кога Македонија е во континуирана политичка криза веќе 5 години, во услови кога оваа влада го одржува мнозинството со само 1 до 2 пратеници плюс во Македонското собрание, дополнително на тоа една економска криза и војната во Украина, која што резултира со енормно поскапување на основните продукти, резултира со немање на доволно производи, запирање на македонскиот извоз, го доведува македонското земјоделие во сериозна криза, особено во овој регион каде што под голем прашалник е извозот на македонските земјоделски производи и финалните производи, како виното, но исто така и грозието, и праските, и сето она кое што ќе стаса во следниот период. Во едни такви услови ВМРО-ДПМН нуди 4 тима во 4 најгорливи области, а тоа е секако економијата, понатака надворешните работи и евроинтеграциите, односно односите со Бугарија, здравството и образованието. Овие 4 тима со луѓе кои што се високо политички профилирани во ВМРО-ДПМН, но и експерти во своите области, се спремни да помогнат на владата, со тоа и на граѓаните и на Македонија за излез од кризата и исто така да се договори соодветен датум за предвремени парламентарни избори. Навистина сме разочарани што премиерот Димитар Ковачевски на самиот почеток ја одби оваа идеја, затоа што неговата влада се покажа како неспособна, како влада која што не знае да решава проблеми, како влада која што ја продолжува корупцијата на Зоран Заев и како влада која што дополнително економски ја тоне Македонија. Мислам дека треба добро да размислат, да ја прифатат оваа идеја на ВМРО-ДПМН за 4 тима во надворешните работи, во економијата, во здравството и во образованието, проследено со определување на датум за предвремени избори, затоа што тоа е начин Македонија да излезе од оваа политичка и економска криза. И од овде да порачам од Неготино, доколку Димитар Ковачевски не е тој кој што ги носи одлуките во СДСМ и доколку не може да донесе одлука во СДСМ, спремни сме да разговараме во СДСМ со секој еден кој што тие ќе го посочат дека носи одлуки. Ако е Зоран Заев, да разговараме со Зоран Заев. Ако е Радмила Штијанинска, да разговараме со Радмила Штијанинска. Кој носи одлуки во СДСМ, со него да седнеме да поразговараме, затоа што потребно е Македонија да излезе од оваа економска и политичка криза преку предвремени парламентарни избори и преку решавање на овие 4 горливи проблеми со кои што се соочува Македонија. Се различно од ова значи само голо останување на власт и се различно од ова значи само продолжување на криминалот, затоа што во најава има
неколку големи тендери повторно во 4 очи во РЕК Битола, како што случуваше минатата година, а веќе коалициониот партнер на СДСМ ДУИ јавно говори за некакви сиповици за изградба на автопати во услови кога 5 години не се градат автопати во Македонија, но гледаме паралелно се случуваат процеси кои што водат кон криминалитет во овие проекти, така што кога сето тоа ќе се стави на купче, јасно е дека изборот е или излез од политичката и економска криза и предвремени избори, или продолжување на криминалот за што секако ќе има одговорност. И втората тема која што сакам да ја споменам е состојбата во земјоделието. Како никогаш досега земјоделците се во очајна состојба и за жал лошите практики само продолжуваат. Свежо се сеќаваме на состојбите од минатата и предминатата година со откупот на грозјето, кога земјоделците или не можеа да го откупат својот род или го продаваја по исклучително ниски недостојни цени. За жал оваа година очекуваме продолжување на тие трендови и проширување во другите сектори. Веќе има голем проблем со пролетната зелка. Очекуваме проблем со вишната, со малината, со праските кои ќе стасаат, со црешата и исто така со комплетните раноградинарски производи, што се на се го става во една многу деликатна состојба македонското земјоделие. Во услови кога владата најавува најголемо задолжување во историја на државата од 900 милиони евра, во услови кога ќе се задолжи оваа влада како ниедна претходна, не гледаме ни денар од тие средства дека одат за да се помогне на земјоделците и внимавајте, ова задолжување ќе биде исклучиво за тековни трошоци на владата. Па се поставува логичното прашање што прават со буџетот во услови кога им се потребни 900 милиони евра само за тековно трошење, а не за капитални инвестиции или за помош на земјоделците. Јас се застанам тука, повелете ако има прашање. Господин Николовски, ако ве разбрав добро, иако Ковачевски одби да седне на лидерска седба со ВМРО ДПМН, понудата се уште важи. Да, тоа го споменав и во ова што е воведно. Ние дадовме 10 дена да размисли. И еве да повторам, од тука, доколку Димитар Ковачевски не е тој кој што ги носи одлуките во СДСМ, спремни сме да седнеме и да разговараме со тој кој што тие ќе го посочат дека ги носи одлуките во СДСМ. Ако е Зоран Заев, ако е Радмила Штилинска, ако е некој трет, тој кој што ќе го посочат, потребно е Македонија да излезе од политичката и економска криза преку решенија во 4 клучни сектори: економија, надворешни работи, евроинтеграција и односи со Бугарија и заштита на македонскиот национален идентитет, образование и здравство. И секако определување на брз датум за предвремени избори, затоа што излез од оваа криза се само предвремени избори, а додека да се случат тие предвремени избори, да не се губи времето и овие 4 тима да работат. Мислам дека во моментов Македонија е единствена европска држава која што се соочува со криза во која што власта одбива комуникација со опозицијата, што покажува дека единствена намера им е само продолжување на криминалните практики. Нашата понуда стои и е отворена. Оставаме на нивната политичка свест и одговорност. Споменавте Бугарија, кажете ми, очекувате ли деблокада на интеграцијскиот процес до јуни? Па мислам дека македонските граѓани одамна заслужија почеток на преговори со Европската унија. Тоа е нешто што Македонија го заслужува. За жал блокадата од Бугарија стои, едно непринципиелно вето и вето кое што директно ги подкопува темелите на македонската држава, македонскиот национален идентитет и македонскиот јазик. Јас мислам дека Европската унија треба да изврши силен притисок врз Бугарија со цел во јуни да се трне ветото и Македонија конечно да добие датум за почеток на преговори. Барањата кои што ги има Бугарија се под секое национално достоинство и не мислам дека треба да се разговара нити за засебноста на македонскиот народ, нити за посебноста на македонскиот јазик. Тоа се дадени работи и тоа се основни човекови права на македонците. Во исто време мислам дека многу сериозно треба да се разговара за 14 неспроведени пресуди од страна на Бугарија, кои што ги донесе Европскиот суд за човекови права од Страсбур, а кои што се однесуваат на македонското малцинство во Бугарија. Кажавте дека владата ќе се задолжи со дополнителни 900 милиони евра. Кој е вашиот став како партија и лично ваш со оглед на тоа дека земјоделците се уште незадоволни од поддршката на владата? Мислам дека состојбите во земјоделието се апсолутно катастрофални. Минатите 2 години имавме најлоши можеби години видени во земјоделието, особено во овој крај со откупот на грозјето.
или земјоделците не можеа да го предадат својот род, или се предаваше по исклучително ниска цена. Имаше проблеми со откупот на тутунот, имаше проблеми исто така со пласманот на раноградинарските производи, но оваа година состојбата заради војната во Украина е уште полоша. Веќе е сериозен проблем со пролетната зелка, минатата година се откупуваше по 30 денари, годинава се откупува по 15 денари. Следува известен проблем со откупот на грозието, понатака праската ќе нема каде да се пласира, истото и со малината, и со вишната, и со црешата. И во такви услови владата не прави ништо. Паралелно на тоа, трошоците се зголемени, цената на нафтата е зголемена двојно, цената на ѓубривата е зголемена тројно до 4 пати. Ако вреќа ѓубриво минатата година се купуваше за 500 до 600 денари, оваа година се купува од 1600-1700 денари нагоре. И сите останати услови за земјоделците се отежнати. Во такви услови да се зема заем кој што ќе го враќаат следни генерации од 900 милиони евра, а ништо да не се помогне на земјоделците, мислам дека е рамно национална катастрофа. Прво. И второ, јас не знам што прават. Освен што тераат високи политики, министерот за надворешни работи, премиерот и министерот за земјоделие, и зашто не се растрчаат да најдат пласман. Не знам како не им е срам да одат во Србија и да молат за жито и за масло во услови кога македонската земја раѓа најквалитетен сончоглед, може да раѓа добра репка, од која што исто така може да се произведува масло, и исто така раѓа добро жито. Во такви услови, наместо да се стимулира македонското земјоделие, се моли во Србија да добиеме жито, брашно и масло, и во исто време не се бара пласма за македонските производи. Значи, покрај висока политика треба малце да се спуштат на земја, да дојдат тука во Неготино, да прошетаат по селата, по нивите, да ја видат маката на земјоделците, и кога одат, кога патуваат на тие скапи патувања, кога ќе седнат со колегите од другите држави, да го понудат македонскиот земјоделски производ, кој што сум убеден дека доколку е правилно понуден и дека доколку има добра мотивација македонскиот земјоделец, ќе најде пласман на европските пазари.